Ова што се случи во Прилеп, прво дозволете да изразиме сочувство и вознемиреност од ситуацијата која што дефинитивно ја вознемири целата јавност. Ова е уште една страшна потврда за безбедносната состојба во Македонија и покажува дека безбедносната состојба во Македонија е целосно излезена од контрола. За конкретниот случај ќе ги почекаме сепак официјалните информации пред да коментираме, бидејќи не сакаме да злоупотребуваме ништо. Но она што е факт е следно. Во Македонија една година луѓето се убиваат по улици, помала, во своји домови. Тошковски повеќе не може да ја сокрие вистината и џабе лаже дека безбедноста е подобрена, дека криминалот е намален, кога граѓаните гледаат и сами чувствуваат дека се оставени сами на себе, со чувство на страф и со чувство на немоќ. Сведоци сме на низа убиства, на престрелки, ликвидации и закани, кои ја погодија Македонија во изминатава година. Преку 25 убиства имаме и обиди за убиства, оружје имаме на секој чекор, наркокланови кои слободно оперираат, а полицијата наместо да ги спречи, полицијата гледаме како ги штити. Ова покажува дека системот е целосно парализиран, дека криминалците управуваат со улиците, а власта со своето молчење и власта со својата неспособност им овозможува секако тоа да се случува. Министерот Тошковски со месеци зборува за намален криминал, а Македонија секојдневно е потресена од убиства. И затоа пораката која што ја добиваат граѓаните денес е дека животот за жал им вреди помалку од амбициите на власта, а ова порака е страшна порака. Затоа повторуваме дека Панче Тошковски мора веднаш да си поднесе оставка и тоа не од морални причини, туку затоа што е неспособност да ја гарантира најосновната должност на државата, безбедноста на граѓаните.